Опцијата за ЕУ до 2027 без право на глас за Македонија невозможна мисија без уставни измени. Ова го порачуваат експертите и предупредуваат дека иако сценариото за брза лента до Брисел е атрактивно и прифатливо за Тирана и Белград, за Скопје е тешко остварливо поради едногласноста во Европската унија и преговарачката рамка која е јасна. Оваа дебата е дебата која што ние треба да ја следиме. Бидејќи ќе можно е да треба да се, многу е важно да се дискутира, да се има предвид што значи тоа, меѓутоа тешко ми е да видам во нашиот случај сценарио во кое тоа би било 27 како што велите или пак без усвојувањето на уставните измени. На крајот на денот, за да се сложат всушност државите членки на ЕУ дека ќе понудат таква форма на пристапни договори во кои можеби тоа вето ќе се ограничи на одреден временски период, повторно треба да се сложат сите. Според Кацарска, последните пораки од Брисел, но извештајот на известувачот во Европарламентот за Македонија Томас Вајц имаат силна порака. Скопје да покаже поголема проактивност во европската интеграција и диалогот со соседите. Да се иницира диалогот на сите нивоа. Секако дека и самата Европска комисија, ако се сеќавате и во дел од последните заклучоци, ја поздрави проактивноста што ја спомена министерот Муцунски во однос на поврзувањето на инфраструктурното поврзување, но чекорите секако на односите со Бугарија мора да одиме чекор понапред, односно и подалек да се поттикнат односите на сите нивоа, не само да се задржиме на коридорот 8, кој што несомнено е еден дел од таа стратегија. И додека Скопје чека гаранции од ЕУ, а Софија се спрема за нова рунда парламентарни избори, министерот Муцунски денеска иницираше средба со новата шефица на бугарската дипломатија Надежда Ненски, но без детали за датум и формат на средбата. Од официјална Софија пак засега молк, нема одговор за иницијативата на Муцунски и дали се спремни да седнат на заедничка маса.